Ова се снимките кои телевизија КИС ги направи пред една година кога Сдруженијето Екосвест направи замена на тогаш украдените садници на така нареченото градско дрво во центарот на Тетово, наменето за прочистување на воздухот од штетни честички. Ова се снимките кои ги направивме денес. Сува и жолта вегетација наведува на заклучок дека дошло до угинување на растенијата кои претходно ги имало во садниците. Поставена пред година и половина, оваа скапа конструкција сега сведочи за недоволната грижа на одговорните за нејзино одржување. Ако минатата година главен проблем беа несовесните граѓани кои ги крадеа садниците и ги носеа дома, верувајќи дека ќе обезбедат чист воздух во нивните домови, овој пат најверојатно проблемот е во негрижата, како што не информираше Сдруженијето Екосвест, кое во јули минатата година дојде да изврши комплетна проверка на инсталацијата. Градското дрво се одржува преку користење на соларен панел, систем за зафаќање на дождовни води, а самиот начин на наводнување е овозможен со сервер преку интернет. И сега денеска ќе направиме комплетна проверка на целата инсталација, начинот на наводнување, комуникацијата со серверот, значи преку интернет, за да направиме проверка дека се функционира како што треба, особено во овој летен период кога навистина на растенијата им е потребна вода. Во комуникација сме постојано со општината, тие рекоа дека во случај апсолутно да е неопходно ќе се направи замена на одредени растенија, ако треба и ќе се порачаат растенијата од Германија, така што имаме од нив добар одговор, доста се ажурни и одговараат на нашите барања. Она што сакав да го кажам е дека самата инсталација функционира. Дури фактот што недостасуваат некои сакси не значи дека инсталацијата е во дефект, значи тоа не сакаме да излегува таа информација. Апсолутно не станува збор ни за сушење на растенијата. Од јужната страна која е повеќе изложена на сонце, да, има делови кои се повеќе афектирани, но може да се примети бидејќи растенијата се во цвет, дека условите се навистина погодени и дека иако има делови кои се суви, тие денеска ќе ги отстраниме и се ќе се функционира како што треба. Зелениот билборд наречен градско дрво е вертикална конструкција направена од мов, висок е 4 метра, широк 3 метри и со длабочина од 60 сантиметри. Представува комбинација од специфични култури на мовови со васкуларни растенија кои јадат ситна прашина, азотни оксиди и озон, а имаат способност да неутрализираат 240 тони јаглерод диоксид годишно, при тоа заменувајќи 275 вистински дрвја. Во Тетово и Скопје се поставени со финансиска помош на германската амбасада во Скопје со посредство на невладината организација Екосвест. Овие зелени билборди се веќе поставени во поголемите градови низ светот како што се Берлин, Дрезден, Париз, Осло и Хонг Конг.